И па се решив. Почнам да снимам кратки видеа, односно видеоблог, скратено влог, на теми кои што мене лично ми се интересни, претежно актуелни трчачки предизвици и цели, кои што сам си ги поставувам и кои што едноставно сакам гласно да ги размислувам и анализирам, се со цел да, може би се подсетам во иднина или пак може би некој друг чисто му се најдат за било каква причина и слично. Да, и па, значи, прва тема на која што ќе направам неколку видеа, ќе биде мојата цел да го истрчам мојот прв маратон, и тоа да биде скопски маратон за време побрзо од 2 часа и 40 минути. Факт е дека во историјата на скопски маратон македонец нема истрчано по 2 часа и 41 минута. Па со ова видео сакам да ги истакнам факторите потребни за тоа да се случи, на кои лично јас работам. Теми кои планирам да ги дискутирам и анализирам ќе бидат моите лични резултати постигнати на пократки дисциплини на рамно во изминативе години, мојот тренинг план, исхраната како фактор за успешни тренинзи, симулација на температурите, на евентуалните високи температури за време на трката, затоа што климата на краток рок не можеме да ја контролираме, единствено можеме да се прилагодиме на очекуваната. Кои алатки и техники користам за опоравок од тренинзите, а понатаму зависно од расположеност и волја и желба, може би ќе се осврнем и на опремата за трчање која планирам да ја користам и слични кратки теми. Па сега ќе почнам од најлесната, односно онаа за која што имам факти, црно на бело, тоа што го имам истрчано, односно резултатите на кои што може комотно да ја базирам мојата цел, односно резултати на пократките дисциплини кои што ги имам истрчано во изминатите години. Па да почнеме со најкратката, односно најкратката која што може да биде релевантна за трчање на маратон. Трчање на маратон со темпо од 3 минути 47 минути, односно со тоа темпо може да се истрча резултат кој што е побрз од 2 часа и 40 минути. Сега, мојот резултат на 10 километарска трка, постигнат во далечната 2015, односно 11 април 2015 на државно правенство, е 34 минути 43 секунди, односно тоа е просечно темпо од 3 минути 28 секунди по километар и прилично солидно време кое што со користење на многу калкулатори може да биде еден резултат кој што ветува резултат на маратон од под 2 часа и 40 минути. Понатаму, исто така, уште поголем показател резултат е резултат на полумаратон, односно 21,1 км, резултат од 1 час 14 минути 47 секунди, односно просечно темпо од 3 минути 32 секунди, постигнат на државно правенство во полумаратон на 9 април 2016 година. На база на овие резултати, на пократки дисциплини од маратон, сметам дека се доволен показател за да се стремам кон една таква цел, без разлика на останатите фактори кои што секако може да влијаат на исходот. Па тоа би било се за ова прво кратко видео. Се надевам го скршив мразот и во следнија денови ќе го направам и второто видео. Заборавив да напоменам дека
овие видеа немаат за цел да бидат професионално изработени, ќе се потрудам да бидат колку може помалку едитирани, односно со прво снимање да бидат постирани, а евентуалните мали грешки ќе бидат едитирани со текст врз нив. Исто така да надополнам дека во описот на ова видео и на останатите секогаш ќе биде линкот до мојот Garmin профил, каде што ги анализирам текстуално, ги пишувам, значи, тренинзите кои што ги работам. А сега ќе ставам линки до Strava профилот, каде што не едитирам ништо, туку се оди по дефолт превземено од Garmin, односно пред насловите да бидат изменети, така да најчесто ќе се види тоа само како morning run, lunch run и слично, значи нема да има дека тоа било long run од 30 км со вакви и такви образувања, секвенции, интервали. Па да, Garmin профилот е отворен, значи за сите, мислам дека и без да имате личен Garmin профил или да имате Garmin часовник, може да го следите и ете, да дзиркате по нешто таму.